Второто прашање доаѓа од Just Gogo, единица, и прашува ми треба помош за голема мака со хеликобактери, што можеби од храна ќе помогне дополнително. Гого, хеликобактер е многу, мислам, многу среќаван проблем у денешницава. Лекар е првото место на кое што треба да се обратиш, затоа што сепак се уште, мислам, третманите и терапиите кои што се припишуваат се уште имаат и даваат ефекти и многу луѓе успеваат да си го решаваат проблемот. Начините како тоа можеби да го забрзаш, како да биде помалку досадно и болно, она што и зашто постојат значи релевантни научни студии се пробиотици. И се советува дека е добро пробиотици да ги земаш и пред и после консумирањето односно користењето на антибиотици. Тука научни студии постојат за зелениот чај. Избирај добри зелени чаеви и консумирај ги на дневна основа, и има показатели научни кои што покажуваат дека помага во справувањето со оваа досадна болка и бактерија. Иако нема конкретно, дека не е спроведена конкретна научна студија дека третира хеликобактери, али многу се зборува низ тие медиуми кои што етаблираат и кои што објавуваат научни студии и медицински трудови, зборуваат за мед и за алоe вера како антибактериски и антивоспалителни својства за тоа што имаат, и затоа се препорачува да ги користиш. Редовноста на исхраната, запазување на вода, тоа е нешто што секако треба да го имаш во исхраната, затоа што на крај на денот не постои еден продукт со кој што ти ќе го консумираш и ќе го решава тој проблем. Затоа овие неколку работи се релевантни и успеав да ги најдам, и исто се препорачува да можеби внесуваш помалку храна богата со растителни влакна, иако растителните влакна знаеме дека се од есенцијална важност за дигестивниот систем, но можеби да избираш продукти, зеленчуци, не знам, ориз, паста и така натаму, што нема да бидат интегрални, затоа што зборува науката дека можеби е подобро во тој период да се внесуваат по некомплексни јаглехидрати и по некомплексни влакна кои што ќе треба да телото да ги обработува.